Зегин ви донесува Медика Инфо, емисија за здравјето. Можеби здравјето и не е се, но без здравјето за сите се ќе биде ништо. Ова е новото издание на Медика Инфо со одличен соговорник и интересна тема која што се однесува на најважниот сегмент од нашето постоење, од нашето секојдневие, тоа се разбира е нашето здравје. Како што кажуваме, значи без здравјето нема ништо, затоа целта на сета ова наша промоција и заложба преку Медика Инфо е обработувајќи теми од областа на медицината кои што се однесуваат на конкретни заболувања, се однесуваат на одредена превенција за некои заболување, се однесуваат на скрининг, прегледи, тестови кои што се прават, се со цел навремено и рано да се дијагностицираат одредени болести кои што во некоја почетна фаза би можеле да бидат полесно излечени или спречена нивната прогресија. Значи таа е всушност целта на Медика Инфо и денеска впрочем акцент како што ставаме на едно сериозно заболување кое што дава на значење на важноста и сериозноста на оваа болест. На светско ниво бројката на заболени од шеќерна болест или дијабет во моментов е околу 350 милиони заболени лица од дијабетот и всушност овие статистики и бројки представуваат пандемија на светско ниво, ставајќи оваа болест како фактор за висока смртност и сериозни последици. Со таа цел, зборувајќи на темата дијабет, денеска одбравме да зборуваме со доктор Кристина Митревска, доктор по општа медицина. Докторке, добре ни дојдовте. Добре ве најдов. Минатиот пат кога имавме можност да ве гледаме во Медика Инфо, зборувавме за имунитетот и како да се подобри или сочува здравствената состојба делувајќи преку имунитетот. Така. А овој пат не случајно одбравме токму со вас како лекар по општа медицина да зборуваме за дијабетот, затоа што досега сме имале значи гости од Центарот за дијабет кои што конкретно стрикно прозборувале за оној непосреден контакт со дијабетичарите како регистрирани дијабетичари, меѓутоа вие како општи лекари сте онаа прва инстанца која што го поттикнува сомнежот на одреден пациент кој што во прво време се упатува нели кај вас како матични лекари за понатаму да оди во друга институција нели за соодветна терапија. Така. Како што кажав, доктор Митревска, значи зголемува се поголемиот број на заболени, се зголемуваат од 1 до 2 нови случаи секојдневно, значи тоа е веќе бројка со тенденција на постојан пораст. Статистиките за Охрид некаде од прилика околу 6000 регистрирани пациенти со шеќерна болест или дијабет, но се претпоставува дека бројот е далеку поголем и се движи некаде меѓу 8 и 9000 пациенти. Ова е статистика која што обезбедивме со цел да дадеме на важноста и сериозноста на ова заболување кое што представува тивок убиец, би рекле. Што е дијабетот? Дијабетот е хронично метаболно заболување кој што се карактеризира со зголемено ниво на шеќер во крвта, кој пак доаѓа заради нарушен метаболизам на јаглехидратите, кој пак се јавува заради пореметена инсулинска секреција, заради пореметено дејство на инсулинот или пак двете заедно. Ова на кратко би било дефиниција на дијабет. Така. Старосната граница исто така е една од дискутабилните показатели, како што ја напоменав пред малку, значи статистиката за бројките кои што зборуваат на светско глобално ниво, конкретно и во нашиот Охрид. По дефиниција дијабетот е тоа што кажавте пред малку, но зошто доктор ќе се појавува за да ги презентираме значи во стварност сите овие бројки кои што се фрапантни. Зошто се појавува дијабет? Постојат повеќе ризик фактори кои што доведуваат до појава на дијабет. Еден од водечките ризик фактори е исхраната, тоест би рекла прехранетоста, значи гојазноста. Овај брз начин на живот не дозволува можеби секогаш да обраќаме внимание на храната, посегнуваме по брза храна, газирани пијалоци и така натака. Тоа доведува до гојазност, значи сведоци сме на една светска епидемија на луѓе со се повисок и повисок индекс на телесна маса и стресот исто така многу допринесува за појава на дијабет. Наследниот фактор е тука присутен, кој што доведува одредени заболувања може да доведат до појава на дијабет.
Тоа се општо оние генерални ризик фактори кои што доведуваат до појава на дијабетот. Одредени ризик фактори зависат нели од самиот тип на болест, но сега би ги напоменале докторке симптомите и знаците кои што се нели изразени до тој степен во зависност од нивото на шеќер во крвта. Да. Типични знаци на дијабет се пациентот има сува уста, има изразено чувство на жед, зголемена желба за јадење, а покрај тоа па намалување на телесната тежина. Често пати може да бидат и први знаци гнојни ефлоресценции на вратот, може да бидат габични заболувања кај маж или кај жена на половите органи, може да бидат и први знаци за дијабет. Меѓутоа најчестите се жед, пиење голема количина вода, често мокрење, зголемена желба за јадење, а намалување на телесната тежина. Тоа се типични знаци за дијабет. Кои што доколку една личност ги поседува или барем поголем број од овие симптоми, веќе алудира така на сомневања. Кај матичниот лекар да се направи крвна слика на која што е добар показател дали нешто се случува или не во организмот. И сега, напоменувајќи ги ризик факторите и симптомите, докторке, како што кажавме, значи во зависност од степенот на изразеност е условен и од самиот тип на дијабет, значи постојат повеќе типови на дијабетес. Како се поделени? Дијабетот е поделен во 6 клинички форми. Дијабет тип 1, инсулинозависен, дијабет тип 2, инсулинонезависен, постои гестацијски дијабет, малнутрицијски дијабет, дијабет кој што е поврзан со одредени состојби и синдроми и дијабет кој што е кој постои гликозна јаглехидратна нетолеранција. Би кажала накратко за најчестите типови, тип 1 и тип 2 дијабетот. Тип 1 дијабетот е инсулинозависен, значи ова е дијабет кај кој што постои апсолутен дефицит на инсулин. Ова е автоимуно заболување кој што се случува заради оштетување на бета клетките на панкреасот. Во овој случај постои апсолутен дефицит на инсулин, се јавува кај помлади особи до 30 години и симптомите се и тука типични, има изразена желба за вода, значи има жед, сува уста, полифагија, значи зголемена желба за јадење и перманентно намалување на телесната тежина. Кај овие лица терапијата е инсулин. Дијабетот тип 2 е инсулинонезависен дијабет. Овој дијабет е покарактеристичен за постарата возраст од 30 години па натака и овој дијабет е всушност поврзан со вишок на инсулин, меѓутоа овој инсулин е функционално неактивен. Значи доаѓа до хиперсекреција, значи хиперпродукција на панкреасот на инсулин, меѓутоа рецепторите за инсулин се неосетливи на екзогениот или ендогениот инсулин. Исто и овдека може да типични се знаците, значи за дијабет, лесно се препознатливи, исто како и кај дијабет тип 1 и за овој тип е покарактеристичен баш тие габични инфекции на половите органи кај мажи и жени, дури може да бидат и прв знак. Секако дека постојат и дијабет, значи дијабетичар кој што нема никаква клиничка слика, ретки се, меѓутоа постојат и такви случаи. Исто така е битен и гестацијскиот дијабет, заради тоа што тука се јавува јаглехидратна нетолеранција, меѓутоа ова е многу битен да се открие на време заради малформации на плодот. Другите типови на дијабет се поретки, овие се најзастапените. Така и најчестите би рекли така. Сега, докторке, според оние првични сомневања кои што алудираат, како што кажавме, значи симптомите за дијабет и она почетна клиничка крвна слика која што го покажува параметрот на ниво на шеќер во крвта, на кој начин се диагностицира, односно се открива дијабетот? Дали се ова класични два методи, значи според симптоматологија и според обична крвна слика, се поставува, да речем, диагноза? Ова се двата најважни, значи клиничката слика и биохемиските параметри може да укажат дали пациентот има дијабет или не. Наотна гликемија од 7,8 на гладно и 11,1 2 часа по јадење укажува на дијабет. ОГТ тест или орален глукоза толеранс тест се прави кај лица кои што имаат гранични вредности на шеќер, на гладно, меѓутоа се прави кај лица кои што имаат вредности на шеќер над нормала
меѓутоа нема, кај нив клиничката слика не е многу толку изразена. Стигнавме до моментот на диагностика, кажавме општи информации за што представува диабетот, кои се ризик факторите и симптоматологијата, оние пропратни основни информации кои што сигурно им ги кажувате на сите пациенти кога доаѓаат во вашата ординација, загрижени од делот овие симптоми кои што укажуваат на тоа дека можеби лицето е заболено или во почетна фаза на заболување на диабет или шеќерна болест, па понатака ги упатувате до соодветните инстанции кои што водат грижа доколку станува збор за лице кое што мора да биде подвргнато на инсулинска терапија. Доктор Митреска, ќе ги одмориме нашите гледачи, ги покануваме во продолжение да останат со Медика Инфо. Наш денешен гостин доктор Кристина Митреска, доктор по општа медицина, а зборуваме за диабетот или шеќерната болест. Се надевам дека сме интересни, се надевам дека го задоволуваме вкусот со прашањата, одговарајќи со нашата денешна гостинка доктор Митреска, и во продолжение ве покануваме да бидете дел од Медика Инфо. Органски препарат од Матичен лечи багремов мед, висококвалитетни ампули за правилен раст и развој на вашите деца, регулирање на нивото на шеќер во крвта кај диабетичарите и помош при ментален и физички замор. Желе Ројал Био. Зегин, ваша семејна аптека. Зегин, аптекарски бисер на Македонија. Повторно сме во Медика Инфо, заедно со доктор Кристина Митревска, доктор по општа медицина. Докторке, вие како матичен лекар на голем број од вашите пациенти, сигурно она што непосредно во нашата емисија, зборувајќи денеска за темата диабетес или шеќерна болест, им го објаснувате секојдневно на сите кои што се интересираат, превентивно сакаат да делуваат, а исто така и се загрижени за дел од симптомите кои што ги чувствуваат, алудираат на диабетес или шеќерна болест. Не случајно, докторке, заради статистиката која што на почеток ја напоменавме од Медика Инфо, околу 350 милиони луѓе, а бројката за Охрид, значи, кажуваше околу 6000 регистрирани диабетичари. Ова е сериозна и загрижувачка ситуација која што денеска ни ја даде идејата повторно да зборуваме за диабетес, затоа што би рекле дека информацијата е голем дел од здравјето. Значи, обраќањето до соодветната институција во случајов инстанца, тоест во случајов вие како матични лекари и навремено превземање на третман за лицата кои што можеби страдаат од диабета, не се ни свесни, и се разбира сите оние препораки кои што треба да ги давате до вашите пациенти. Тоа е она што накусо во продолжение ќе го зборуваме од нашата денешна Медика Инфо. Би започнале редоследно, докторке, на што им сугерирате на вашите пациенти, односно на што треба да внимава едно лице диабетичар? Секое лице кое што има диабет мора да воведе ред во својот живот. Тоа е прво кое што јас му го кажувам на моите пациенти. Прво што треба да го направи лицето со диабет е да створи навика да има редовни оброци, значи 3 главни со 2 ужинки. Во тој случај, може би овај муабет е веќе како клише или е веќе досаден, меѓутоа е многу вистинит. Чести, меѓутоа помали оброци на 3 до 4 часа го забрзуваат метаболизмот и не дозволува ваквиот начин на исхрана да дојде ниту до пат на шеќерот, ниту до скок на шеќерот. Значи, тоа е прво кое што пациент со диабет мора да се навикне. Второ, да вклучи физичка активност, која што е многу битна. На тој начин би се ослободил и оној стрес кој го акумулираме во текот на нашето секојдневие.
И сега, спремајќи се за емисијата, докторке, дојдов до интересен податок, значи дијабетесот не е алармантен се додека не се јават компликации. Дали тоа значи дека дијабетесот во почетна фаза не дава алудирање на одредени компликации, туку веќе во некоја понапредна фаза? Значи ве прашувам лаички како пациент. Така. И значи вели дијабетесот не е алармантен се додека не се јават компликации кои вообичаено се јавуваат постепено. За каков тип на компликации станува збор? За жал, ако ги чекаме компликациите, значи веќе е касно. Нашата цел е кога ќе го откриеме дијабетот, да направиме се што можеме баш тие компликации да ги одложиме на што подолг временски период. Компликациите би рекла дека се неизбежни, меѓутоа наша задача е да ги забавиме колку што можеме. Компликации постојат акутни и хронични компликации на дијабетот. Акутните компликации се делат на кетоацидоза, дијабетична кетоацидоза и кома, хиперосмоларна состојба и кома, лактатична ацидоза и кома и хипогликемиска состојба и кома. Најчеста и најсериозна акутна метаболна компликација е дијабетичната кетоацидоза. Ова мора да го препознаеме кога ќе дојде пациент во нашата ординација, заради тоа што е сериозна состојба, се карактеризира со тријасна симптоми, со хипергликемија, значи високо ниво на шекер во крвта и присуство на ацетон и кетони во урина. Пациентот е изразито малаксан, премален, има изразито црвена боја, значи црвенето лице, има многу длабоко и забрзано дишење, има болка во стомакот и задолжително мачнина и повраќање. Ова е состојба која што секој лекар мора на време да ја препознае. Акутните, ги кажавме, компликации, меѓутоа оние кои што загрижуваат низ разговорот, како што кажавте, се хроничните компликации кои што ги донесува самиот дијабет. Така, хроничните компликации да се всушност одлика на дијабетот и се негова главна карактеристика. Хроничните компликации може да бидат макроваскуларни и микроваскуларни, значи може да бидат поточно компликации на големи и на мали крвни садови. Во микроваскуларни компликации на дијабетот спаѓаат дијабетичната нефропатија, че тука се нападнати бубрезите, тоа оди со зголемени протеини во урината, значи протеинурија и покачен притисок. Дијабетична ретинопатија, која што се карактеризира со најмалку 2 крварења на очното дно и е најчестата причина за слепило во светот, и дијабетичната невропатија, која што ги напаѓа периферните и автономните нерви. Хроничните компликации макроваскуларни, значи на големите крвни садови, всушност се кардиоваскуларните болести, кои што ги носи дијабетот, коронарната артериска болест, која што инфарктите кои што се случуваат кај диабетичарите се потивки и асимптоматски. Тоа е одлика на ваквите инфаркти кај диабетичарите. Што е лошо во случајот така? Лошо, да. Понатака цереброваскуларните инсулти се многу чести, хеморагии, емболија, тромбози и така натака. Ова се хроничните компликации кои што за жал ги дава дијабетот. Сега, докторке, ја окарактеризируваме, значи, според бројот на лица кои што страдаат, а се милионски, значи, цифри на заболени лица на светско ниво, пандемија на светско ниво, представува дијабетот или шекерната болест, настануваат голем број на компликации, што хронични, што акутни, како што ги набројавте пред малку. И прашањето кое што се поставува, кога е толку опасна болеста дијабет, кога може да доведе до толку сериозни компликации, дали постои нешто средство со кое што би можело да се спречи, односно дали дијабетесот може да биде излекуван или спречен? Дијабетот може да биде спречен на тој начин што секој живо суштество би водел здрав начин на живот, колку е тоа можно, значи мора да се обидуваме, мора да се стремиме кон тоа, да водиме што по-здрав начин на живот. Значи со здрава исхрана, со чести оброки. Научно е докажано дека прескокнување на доручекот е ризик фактор за добивање дијабет. Често луѓето знаат да бидат гладни до ручек
и во тој случај доаѓа до пад на шеќерот, па преглавнети, седнуваат, се прејадуваат и тогаш доаѓа до претерано излачување на инсулин и ваквата пракса во подолг временски период го исцрпува панкреасот. Исто така треба да се научиме сите ние како да го слободуваме стресот кој што го акумулираме, заради тоа што секојдневно стресот што го доживуваме излачува вишок на адреналин. Адреналинот го штетува панкреасот, го исцрпува панкреасот и сите ова се состојби кои што со тек на време би довеле до појава на дијабет. Значи, здрав начин на исхрана, физичка активност, ослободување од стресот од нашето секојдневие се фактори кои што треба да ги преземеме, да ги смениме во нашиот живот. Но за сите оние случаи на веќе констатиран дијабет, најважно сметам, докторке, дека е да се држи нивото на шеќер во некои одредени граници, ќе кажете вие кои се веќе во такви случаи на веќе дијагностицирани дијабетичари, кој е нивото на шеќер и тие одредени граници и односно кој е клучов всушност на водењето на дијабет, на кој начин понатака пациентот треба да го води дијабетот и вие како негов матичен лекар. Така. Во водењето или терапијата на дијабетот се има многу важни принципи, од кои што првиот принцип е она што веќе што току го кажав, значи воведување на ред во својот живот. Тоа се чести оброци со ужинки, што не би дозволило да има пат или скок на шеќерот. Второ е многу битно исто, како што кажа, физичката активност. Понатака, многу е битна едукацијата и самоконтролата. Секој пациент, значи секој лице кој што има дијабет, мора да се едуцира за својата болест, почнувајќи од зошто ја добил, до терапија и компликациите кои што ги носи дијабетот. Исто така, многу е битно да се едуцира и семејството и блиската околина на лицето кој што има дијабет, за да ги ускладат и своите навики колку што можат према неговите и исто така да ја усогласат и храната према храната на лицето кое што е во нивна близина има дијабет и исто така да знаат да му помогнат доколку се случат некои од овие акутни или хронични компликации. Само контролата па на пациентот значи можноста секој пациент кој има дијабет да ја контролира својата болест со апаратче за мерење притисок во домашни услови и по потреба да се консултира со својот дијабетолог или лицето кој што му го води, кој што ја води терапијата. Понатака во терапијата на дијабет се и оралните хипогликемици, најчесто се употребувани препаратите на сулфонилуреа, како познатите глибенкламид и препаратите на бигванидите, од кои што најпознат е метформинот. Значи, ова во пракса се најупотребуваните орални хипогликемици. И на крај во терапијата на дијабет е инсулинот, кој што може да биде од хумано или од анимално, од животинско потекло и според своето дејство може да биде со кусо, средно или долгодействувачки инсулин. Ова накусо се доктор Митреска, значи сите оние упатства кои што им ги давате на пациентите за контрола на гликозата во крвта, но секако еден од најважните и најлесно би рекле за контролирање сегмент е храната која што треба да јадат дијабетичарите, значи храната е она која што директно може да доведе до покачување или намалување на нивото на шеќер во крвта. Каква храна се препорачува? Па често пати по нашите маркети среќаваме производи кои што се обележани како дијабетски и така натака, меѓутоа тоа се производи кои што содржат вештачки засладувачи, а тие се докажано канцерогени. Така што јас им кажувам на моите пациенти, значи ова не е крај на светот, ова е една нова состојба со која што секој пациент мора да се соочи. Никој не сме да бега дека не, јас немам дијабет, него јас имам покачено ниво на шеќер, јас имам хронична болест која што морам да ја контролирам, да прифати таа состојба, значи да се соочи со болеста и да ги промени животните навики. Храната како еден од најважните и неопходни. Но сепак тука се и
станува збори за превенцијата, значи што кај оние пациенти кај кои што не се диагностицира, кај оние веќе диагностицираните, значи за подигнување на свеста и одржување на соодветното ниво на шеќер во крвта, се и програмите за детекција на високоризичните групи, значи се со цел превентивно, како што кажавме, да се спречи прогресот на овој тивок убиес. Со каков тип на програми се соочувате вие секојдневно, односно што ви стои на располагање вам како матични лекари за да можете да им помогнете на пациентите да бидат во што помал број заболени диабетичари? Ние, матичните лекари, сме постојано во контакт со своите пациенти. Тие барем еднаш месечно доаѓаат кај нас, ако не и повеќе. И ние сме, значи, од лекарите, тие кои што сме најмногу во контакт со пациентите, и ние превенцијата всушност постојано ја работиме во нашите ординации. Значи, пациентот кога доаѓа, ние го советуваме за начинот на исхрана, колку пати треба да јаде, колку ужинки, колку физичка активност треба да има. Ние тоа го работиме постојано. Значи, покрај куративното дејство, значи покрај што имаме цел да лечиме, не имаме цел и да превенираме. Во моментов, значи, ние ја работиме програмата која што ни беше доделена од владата. Сите значи пациенти сите цела популација македонска над 14 години треба да биде обработена со овој проект. Значи, треба да секој пациент наш да направи крвна слика и ЕКГ. Значи, ова се скрининг за диабет, за бубрежни заболувања и кардиоваскуларни заболувања. Имаме период од 2 години и често пати при ваквите проверки се случува баш да не идеме на зголемено ниво на шеќер во крвта, па да ги преземеме, значи, сите дополнителни испитувања до интернист, за да тој пациент биде згрижен на време, а не да чекаме се случат баш тие компликации. Несакани ефекти. Да. Така, пред да... Ова се, извини Ирена, ова се, значи, флаерите кои што ние ги даваме на хронично болните. Така. Ова се подсетување, ова е подсетување колку често треба да одат на преглед за очите, колку често треба да прават преглед на бубрезите, ехо на бубрези, да се прати протеинуријата, значи протеините кои дали се излачуваат протеини во урина, да се прати гликолизираниот хемоглобин HbA1c, да се пратат гликемиите на гладно. Значи, ова е едно подсетување за хроничните диабетичари, кои што го добиваат од нас, од матичните лекари. Значи, всушност сега добивме информација за два типа на превенција, односно програми. Едната програма за детекција на високоризичните групи, односно работеки со сите пациенти кои што имаат задолжителна обврска, така, да откриете нови случаи, а за оние останатите констатирани, ќе покажеме, значи, ова е брошура која што е препишена на Министерството за здравство, се со цел да се одржува некој тек на дисциплинираност, би рекле, на веќе на диабетичарите, за се со цел да се намалат штетните последици на компликациите кои што ги зборувавме пред малку, да не бидат, значи, со поширок опсек, би рекле. И на крај, докторке, една од поважните, би рекле, исто така скрининг програми, се тестовите за одредување на гликоза во крвта кои што се прават во одреден временски период. Сигурно и вие како матичен лекар упатувате дел од вашите пациенти, значи, на тие скрининг прегледи, се и исто така како превентивна мерка. Добре дојдени, би рекле. Во рамките сега на овој проект кој што го работиме ние, матичните лекари, имаме една новина. Во нашиот LU1 образец е вклучен баш овај ОГТ тест, значи орален глукоза толеранс тест и гликолизирачкиот хемоглобин, кој што и ние за прв пат имаме право. Ова до сега одеше преку интернист, сега имаме право и ние, доколку имаме фамилиарна предиспозиција и body mass index, значи индекс на телесна маса над 30, ние лично, матичните лекари, да ги упатиме на дополнително испитување, значи на ОГТ тест, на орален глукоза толеранс тест. Дека се со цел да се потврди и да се исклучи во убава варијанта, значи сомневањето.
Каква е ваша забелешка, докторке? Дали ова статистика која што ние извадивме како редакција, значи 1 до 2 нови случаи на дневно на светско ниво? Тоа е, значи, голема бројка, бројот на дијагностицирани дијабетичари во Охрид 6000 регистрирани дијабетичари, кажавме дека реалната бројка некаде помеѓу 8 и 9000, што на вистина е голема бројка. Станува збор ли за голема цифра кога зборуваме за вашите пациенти? Вие како матичен лекар е загрижувачка ли на вистина состојбата? На вистина е загрижувачка. Ова бројка која точно е дека имаме и многу нерегистрирани случаи, секој дневно работејќи во нашите ординации откриваме по 1-2 нови случаи неделно. Ето, да не претерам, можда некогаш повеќе, некогаш помалце, меѓутоа има и случаи асимптоматски, значи некогаш и ги нема баш класичните, типичните знаци на дијабет, ништо не осеќа, апсолутно никаков проблем, а шекерот дури 20. Значи тоа е опасно, доколку не дојде на контрола кај нас, е навистина загрижувачки. Но сепак вашата амбициозност, како би рекле, веќе добро потврдени во својата струка, доктори по општа медицина и со сите оние алатки, механизми кои што Фондот за здравство сега веќе почнува, значи, во поголем размер да ги дава на искористување до сите вас матични лекари, како и овај ОГТ тест, мислам го кажавте, како скрининг тест, веќе е доволен, почетен, би рекле, задоволителен инструмент со кој што би можеле да се грижите за здравјето на вашите пациенти, а тие да бидат задоволни од вашиот третман и насока која што ќе им ја дадете на сите љубопитни останати случаи. Да се надеваме дека повеќето ќе бидат такви, а не дијагностицирани дијабетичари. Се надевам дека одговоривме на сите оние општи работи кои што се однесуваат на дијабетот или шекерната болест, за сите останати кои што се двоумат, значи да не прават дополнителен стрес на својот организам, како што кажавте, и стресот е еден од ризик факторите. Веднаш да се ослободат од таа стресна ситуација, да се упатат до вас како матичен лекар, значи да се со цел да биде констатирана во негативна конотација или пак потврдено или отфрлено сомневањето дали има дијабетес или шекерна болест. Ви благодарам на вашето учество во Медика Инфо и на срдечното одговарање на прашањата кои што ги подготвивме до вас, и вие на општо задоволство извоивте време да бидете дел повторно од Медика Инфо, задоволувајќи ги го нашиот телевизиски аудиториум и се разбира повторно и покрај надвор од вашето работно време, ставајќи се во служба на вашите пациенти, наши гледачи. Чест ми е да бидам твоја гостинка, Ирена. Фала многу за поканата, се надевам дека ги задоволивме потребите на вашите гледачи. Така, сето на што се однесуваше на дијабетот или шекерната болест, се надевам дека токму во денешната Медика Инфо повторно како посетување беше ставено до знаење до сите вас, се со цел да ја потенцираме сериозноста на заболувањето на шекерната болест како пандемија на светско ниво. Бројот на заболени случаи во моментов изнесува околу 350 милиони на светско ниво. Бројот на регистрирани дијабетичари во Охрид е околу 6000 регистрирани, а неговата вистинска бројка е многу поголема. Тоа е статистиката која што загрижува и во чија што бројка на намалување, превенција, како и да го наречеме, беше нашата заложба денеска во Медика Инфо, значи заедно со доктор Кристина Митревска, доктор по општа медицина, да посочиме на сите оние скрининг програми и активности кои што ги прават матичните лекари заедно со Министерството за здравство, се во служба на своите пациенти и се разбира на времено дијагностицирање или отфрлање на веројатноста дали постои можност за констатирање на дијабет или шекерна болест. Ви благодарам за вниманието што бевте дел од Медика Инфо заедно со ТВМ телевизија и со нашите генерални спонзори аптеките Зегин, нашите семејни аптеки Здравјето со најевтин лек, и како што и здравјето и убавината не е случајно, сталим студиото Арс нова повторно со нас. Не заборавајте дека до наредната емисија Медика Инфо можеби здравјето и не е се, но без здравјето за сите се ќе биде ништо. Пријатна вечер и секој добро.